Тетово станува претесно, градот се гуши, секоја педа се бетонизира, се сеча долгогодишни дрвја за паркинзи, за згради, а нема нови зелени површини. Тетовчани веќе не го препознаваат својот град. Не може да се диши, премногу е со згради. Премногу е со згради, зеленило нема, воздух нема, воздухов е загаден, не се живи, не се диши. Загадено, зеленилото се уништуе. Како беше порано, ич не е Тетово. Има многу згради, нема, зеленило нема, парк нема у Тетово. Што е зеленило? Ова ли е зеленило? Јас сам бил у Германија, знаеш колку паркови има, колку зеленила има. Сите знаат колку има пространство по други држави. Архитектот Бошко Видоевски вели дека на градот му се случува така наречен инвеститорски урбанизам, во кој самите инвеститори кои градат стамбени згради се главни планери на градското ткиво. Од една страна, тие злоупотребуваат законската регулатива, која овозможува промена на било кој урбанистички план со нерационални и нереални барања, а од друга страна, самите жители ги продаваат до тогашните живеалишта. Голем процент од семејствата од посиромашниот слој се доведени во една безизлезна ситуација, да единствен излез за да си ги подобрат сопствените стамбени услови за живење, практично да го дадат станот на инвеститор кој за возраст ќе им даде нов стан. Меѓутоа, инвеститорите секогаш градат 5-6 кратно повеќе станови, со тоа го зголемуваат населението на дадено подрачје, а таквото зголемување носи низа на други негативни реперкусии. Кај нас не само што не се планира според оптимуми, туку не се почитуваат и минимумите, а не можеме да зборуваме за интегритетот на професијата планер, бидејќи во моментот кога инвеститорот отпочнува со иницијатива за измена на ДУП, практично го купува планерот со тоа што нели го ангажира за неговите планински услуги. Бетонизацијата носи сообраќаен метеж, недостаток на паркинг места, аерозагадување, веќе познати проблеми, но според Видоевски не се зборува доволно за порозноста на тлото, која се обезбедува преку тревници, земјени појаси, приватни дворови. Затоа поплавите се почести изминативе години. Голем дел од штетите предизвикани од ваквата бетонизација веќе ги чувствуваме. Најопипливо можеби е сообраќајниот метеж и недостатокот на паркинг места. Меѓутоа, овој е еден од помалите проблеми кои што се носат со лошата урбанизација. Далеку поголем проблем е загадувањето, кое што е причинето од прекинатата аерација помеѓу зградите, поради тоа што тие имаат или преголеми габарити или се лошо поставени, потоа недостатокот на зелени зони, сечењето на дрвјата, зголеменото ниво на прашина. Имам чувство дека не се зборува доволно за еден друг проблем, а тоа е порозноста на тлото. Кај нас се поплачува, се бетонира, дали ќе биде тоа за потребите на нова зграда, на нов објект, или ќе биде за потребите на паркинг. Со тоа е намалена порозноста на тлото, а тоа се одразува при поголемите дождови, гледаме се повеќе и повеќе се поплавуваат домовите. Не постои атмосферска канализација во светот која што ќе има капацитет да ги собере сите води од еден град кој што станува непорозен, односно се е поплачено и веќе ги губиме природните површини. Друг проблем секако е сеопштиот квалитет на живот, кој што е намален низ низа на различни аспекти. Тука во прв план би ги споменал недостатокот на слободни места во градинките и немањето на нови градинки, лошата распределеност во основните училишта, потоа намалениот број на културни установи, зоните за рекреација, отсуството на паркови. Друг проблем се секако помалку светлина во домовите, зголемената бучава во домовите. Би ги споменал уште секако и естетскиот момент, градот ни станува грд. Инаку Светската здравствена организација препорачува достапност на минимум 9 метри квадратни зелена површина по поединец, со идеална вредност на урбана зелена површина од 50 метри квадратни по глава на жител. Например, Љубљана има дури 542 метри квадратни зелена јавна површина по жител.